Ги загубил платежните картички во Брисел и затоа не знаел колку пари добил од државата. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски се чини дека го даде најоригиналниот одговор на прашањето колку му изнесува платата со последното зголемување од 78%. Наместо да ја удостои јавноста со одговор за нешто што не смее да биде тајна, министерот се правда, но вели дека штом дознел ќе ни соопштел. Моите картички се изгубени во Брисел, не се со мене. Отвараме фондација нешто? Нема потреба. Уставниот суд донесе одлука и одлуките на Уставен суд не се коментираат. Така е по закон. И добро е што од друга страна веќе ќе земам за право да бидејќи ме прашавте, бидејќи никој не треба ни да се дозволи да се меша во работата на Уставниот суд, тоа е нивна одлука. Николовски не е единствениот владин представник кој јавно одбива да каже колку му изнесува платата. Претходно и други министри во тимот на Ковачевски бара разни изговори. Например, министерот за економија Крешник Бектеши изјави дека не бил во училиште па да дава одговори на вакви прашања. Вице-премиерот Артан Груби пак исто така одби да каже конкретно, но се пожали дека многу повеќе заработувал кога не бил функционер. Е многу помало од претходната плата во моето претходно работно место. Но е согласно законот и навистина е добро што Уставниот суд не донесе ретроактивна одлука. И за министерот за внатрешни Оливер Спасовски, прашањата на јавноста околу неговата нова повисока плата не значеа ништо. Значи не е исплатена, не знам. Ако како ќе бе, знаете? Немам поем, ќе видам кој ќе стигне. Пресметките покажуваат дека за нето плати плюс придонесите на 20 членови на владата ќе бидат исплатени речиси 750.000 евра, а само за премиерот државата ќе плаќа околу 47.000 евра годишно. Треба да се почитува со оглед на тоа дека одлуки на Уставен суд се конечни. За собранискиот спикер Талат Джафери, како и председателот на државата Стево Пендаровски, државата годишно ќе исплаќа 50.000 евра. По ново 165.000, по старо 93.000. Това го објавија сите медиуми. Инаку поголеми плати ќе земаат и пратениците, директорите на јавните предпријатија, советниците во општините, судиите, јавните обвинители, односно сите кои се опфатени со одлуката на Уставниот суд. Инаку од месецов околу 1000 функционери добија зголемени плати за април, а граѓаните за тоа годишно ќе ги чини над 15,5 милиони евра.